Негативниот извештај на судскиот совет ќе иницира постапка во собранието за разрешување на најскандалозните четворица членови на советот. Ова го потврди и собранискиот спикер Африм Гаши на брифинг со новинарите. Весна Дамева, Павлина Црвенковска, Селима Деми и Тања Чачарова Илиевска, членовите на судски кои беа именувани од собранието, ќе бидат отповикани во комисијата за именување, а со тоа официјално почнува и постапката за разрешување. Собранискиот спикер рече дека комисијата ќе се консултира и со правни експерти, но според деловникот, членовите може да бидат отповикани на истиот начин според кој биле именувани. Негативниот извештај за судскиот совет, тоа значи дека собранието ги отповикува на некој начин и тоа значи дека може да отпочне процедурата за нивно разрешување и назначување на нови. Процедурата е одредена во деловникот, ќе работиме по деловник, значи во комисијата за избор и именување, како биле назначени, така ќе бидат изразрешени и така ќе оди и повторното назначување на новите членови. Покрај овие четворица, собранието го именуваше и Мустафа Милјазим, но нему мандатот му истекува овој месец, а на негово место седнува Ари Тонала. Тој беше изгласан заедно со судиката Данка Ристова од членовите на Советот, а не од собранието. Инаку, за сите членови именувани од собранието, јавноста вида фотографии и документи за нивните партиски функции и врски во СДСМ и ДУИ. Весна Дамева и Павлина Црвенковска седнаа на високите судски функции без ниту еден ден судиски стаж. Дамева пред да биде прилог на претседателот Стево Пендаровски, со години беше стручен соработник во Кривичниот суд. Таа е поранешен член на правната комисија на СДСМ, исто како неа и Павлина Црвенковска никогаш не судела и пред да стане член на советот била стручен соработник во апелација. Пред да влезе во советот била вработена како советничка во владата на СДСМ и ДУИ од 2002 до 2006. Таа поднесе оставка од функцијата и зад себе остави сомнежи за влијание во работата на судскиот совет. Третиот контроверзен член е Селима Деми, кој пред да седна во советот извршувал партиски функции во ДУИ. Тој е најгласниот бранител за разрешувањето на судијата од црната листа Енвер Беџити. И името на Тања Чачарова Илиевска се поврзува со СДСМ. Таа е на листата донатори на партијата. Судскиот совет е составен од 15 члена, од кои 5 ги избира собранието. 20 од нив се на предлог на претседателот на државата. Скандалозните членови Дамева и Адеми ги предложи Пендаровски, кој стана претседател на Македонија како кандидат на СДСМ.